5 мај е уште еден значаен датум за акушерството како професија, поточно меѓународниот ден на акушерството. Затоа сметавме дека е добро да реализираме една ваква тема, да ете малку позборуваме или имаме еден друг аспект и видување за оваа професија, а при тоа и подигнување на свеста за тоа што значат акушерките, особено за мајките и за новороденчињата. Накратко само ќе потсетам за она кое што постои како податок за денешниот ден. Се одбележува нели секоја година на овој ден и е посветен на акушерките ширум светот и нивната клучна улога која што ја имаат во грижата за бремените жени, породувањето, постпородилната нега и здравјето на новороденчињата. Акушерките се и меѓу најзначајните здравствени работници кога станува збор за намалување на смртноста кај мајките и бебињата, обезбедување на безбедно породување и едукација за репродуктивното здравје. И според Светската здравствена организација, добро обучени акушерки можат да обезбедат голем дел од основната грижа која е потребна за здрави мајки и новороденчиња. Се одбележува овој ден од 1992 година и има цел да се подигне значењето, односно свеста за значењето на оваа професија. Ете, верувам дека со следниот разговор ќе успееме и ние да бидеме дел од тоа, но имавме и прилика и можност, па и идеја да прашаме дел од граѓаните кои Софија ги сретна низ скопските улици за точно оваа професија. Што знаат за професијата акушерка или за акушерството како професија, дали е доволно оценета и проценета кај нас, односно значењето на нивната работа, како и пораката која што ја имаат да ја испратат токму на нивниот ден. Има некои одговори кои што се интересни, па може да ги погледнеме во продолжение. Дали сте запознаени со улогата на акушерките во Македонија? Па акушерка знам што е, ама како се работа да не знам. Јас сум инженер. Па како бивша медицинска сестра, општа насока, запознаена сум со улогата на акушерките, од тие се да речеме најважни во тој процес на пораѓање, да речеме кога се ствара нов живот. Си се знае што е работа на акушерки. Колку сте запознаени? Па не премногу. Не премногу. Веројатно да, доволно. Колку мислите дека се цени нивната работа? Нивната работа па се цени затоа што помагаат во стварање на нов живот, нели? Тоа е најважно во светот. Мислам не, а треба многу повеќе. Да, децата се злато. Треба да се цени, тоа се деца, ја мислам треба да биде све што е у Македонија, јас сум општо социолог, значи да биде платено. Не, во медицината нема регуларна цена на нашиот труд. Што би им порачале за нивниот ден? Све најубаво, значи тоа е убава работа, хумана работа и треба да се награди. Државата е таа што треба да награди. Да се живи и здрави и да се надеваат дека еден ден ќе дојде време кога соодветно ќе бидат наградени за тоа што го прават. Нек се здрави и живи, нек се работата најсовесно. Да бидат живи и здрави, да помагаат во раѓање на нов живот. Тоа. Нека ми се среќа денот и многу успешна работа. Да, ќе посакаме заедно успешна работа и ќе позборуваме малку за значењето на оваа професија. Сметаме дека е добро малку за предизвиците, како и за идните перспективи, одговорноста која што има оваа хуманна професија и за акушерките кои што и често пати знаеме да ги наречеме тивки херои. Затоа има можност во утринска нателма, во нашата утринска тема или во студиото да ја поздравам Сања Буклишева, која што е дипломирана акушерка од Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство, меѓу другото и председател на акушерската секција на Македонија, која што е во склоп на самото здружение. Сања, добро утро и добро дојдовте во утринска нателма. Добро утро и благодарам на поканата. Со оглед на вашата работа на оние нели секојдневни смени кои што ги имате и се со цел она кое што е потребно како склоп од вашата работа или работно секојдневие, сепак успеавте да се организирате и во овие утрински минути бидете заедно со нас. Ви благодарам за тоа. Не интересира и верувам нашите гледачи и оние кои што се заедно со нас на телма во моментот, ако зборуваме за акушерството како професија, покрајте она кое што знаеме што представува акушерка или таа професија, да дзирнеме малку подлабоко или подетално ќе ни интересира. Па ајде од ваш аспект, еден опис на улогата на акушерката во современиот здравствен систем или и во здравствениот систем кој што го има кај нас. Така, значи, кога зборуваме за улогата на акушерката во современиот здравствен систем, таа има големо значење, затоа што ние не сме само асистенти при породувањето,
туку и активни професионалци кои што учествуваме во целиот тој процес со жената, како во бременост, породување и постпородилниот период, при тоа нудејќи значи и медицинска нега и емоционална поддршка која што е многу битна. Да, она кое што веројатно пред се треба да го има една акушерка е љубовта кон професијата, бидејќи без да ја сакаш оваа професија, веројатно и не можеш да ја работиш онака како што треба или целосно исполнето, и од тука веројатно ќе се согласиме и ќе констатираме дека голем број акушерки не само кај нас, туку и ширум светот, кои што ги покажуваат резултатите во својата работа, ја сакаат професијата. Но одлуката да се донесе за да се превенствено студира или учи ова, а понатаму и да се работи, веројатно и потекнува од љубовта, но и можеби има и некои други, ете да речеме, интереси, предизвици, критериуми, што е она кое што беше кај вас случај, да ја работите, односно да учите и да ја засакате оваа професија? Така, значи мотивот беше пред се потикнат од самата желба да работам со луѓе, меѓу другото да бидам и дел од најубавите моменти во животот. Во мојот случај нели раѓањето на еден нов живот. При тоа, нели, со самата работа, со самото искуство следи надградувањето, континуираната едукација, како и работата со различни случаеви. Да, и тоа е, ќе речеме, можеби најголемиот предизвик, заради тоа што во текот на едно секојдневие работно не можете да знаете што ве очекува. Впрочем, тука има едни клучни одговорности кога зборуваме за бременоста, поточно бременоста, породувањето и постпородилниот период. Еден исклучително значаен период, првенствено за мајката, а потоа кога ќе дојде и новиот живот на свет или новороденчето и за него апсолутно. Ете и од она кој што пред малку во воводот го споменав, улогата на акушерките, клучната улога во однос на намалувањето на ризиците кои што можат да бидат ризични, односно да ги има по здравјето и на мајката и на бебето. Па како изгледа цел тој процес, поточно самите одговорности и работата, улогата на акушерката во и бременоста, во текот на бременоста, породувањето и постпородилниот период? Така, во сите фази од бременоста, породување и постпородување, значи улогата на акушерката во текот на бременоста, значи таа е вклучена во психофизичка подготовка на трудница, затоа што нас не е многу полесно акушерките кога самите трудници ќе дојдат подготвени и кога ќе знаат нели што ги очекува за целиот тој процес да помине како што треба, каде што на тие психофизички вежби, да ги наречам, добиваат совети, меѓутоа добиваат и многу поддршка за справување нели со сето тоа што ги очекува. Во текот на породувањето, значи акушерката е активно вклучена во целиот процес на породување, при тоа, значи следејќи ги виталните параметри како кај мајката, така и кај бебето, се со цел нели да се обезбеди една поголема безбедност и да имаме едно нормално, спонтано и безбедно породување, а додека во текот на постпородилниот период, значи акушерката е вклучена во совети кои што се однесуваат во однос на негата на новороденото, доењето кое што е најбитно, исто така и за крепнувањето на мајката после породување. Ќе речеме, породувањето е природна работа, но апсолутно нема да го занемариме фактот дека и нормално како поминува времето, но и оно што се постои како доказ или факт во медицината, како податок, дека неретко има и различни предизвици, поточно компликации кои што можат да се случат. И повторно тука е она кој е составен дел од нели вашата работа или одговор на тие предизвици. Ако велиме кои се они најчести предизвици со кои што се соочувате или она кој можеби го одбележува вашето долгогодишно работење како акушерка или искуство кое ќе го запаметите токму така како еден особен предизвик на кој морате да одговорите стручно или тогаш кога најмногу треба да се покаже посветеноста и знаењето? Така, значи како најголеми предизвици се ќе би ги споменила, значи непредвидливите ситуации. Да. Тоа се понекогаш нели критични ситуации кои што бараат брз одговор и брзо реагирање. Меѓутоа сето тоа носи значи и голем товар на одговорност. Што значи во тој момент најбитно е не како професионалци, како тим, пошто ние работиме во тим, да бидеме фокусирани и професионални до крај. Смиреноста пред се нели допринесува за сето таа работа или сето тој случај да биде решен со добар исход како кај мајката, така и кај новороденото. Да.
Важноста веројатно тука е и во однос на тимската работа, бидејќи кога станува збори за акуширството, ќе ги поздравиме останатите ваши колешки, особено е тоа тимска работа и таа некоја синхронизација која што се стекнува или се добива со текот на работењето, за сите тоа да на крајот нели биде како што треба, бидејќи не трпи и вашата професија импровизација или апсолутно бара брзо реагирање. Во однос на соработката со ете да речеме секојдневната работа со колеги колешките акушерки, што е она кое што можеме да го кажеме исто како еден важен дел за предизвиците? Така, тимската работа значи е составен дел од институцијата каде што јас работам и е многу значаен. Без тимска работа нема безбедно породување. На тој начин се прави една добра координација меѓу не само акушерките, овде ќе ги споменеме и гинеколозите и останатиот медицински персонал, затоа што нели сите функционираме како еден тим. Со добрата координација, значи имаме едно безбедно породување, имаме поголема грижа и безбедност како за мајката, така и за новороденото. Кога зборуваме за мајките, за родилките, за оние кои што во текот на бременоста исто така може да се соочат со различни предизвици и некои психолошки моменти кои што не ги очекуваат или состојба која може да се појави, а е потребна пак и психолошката нели поддршка, покрај оние редовни прегледи и сето тоа кое што го кажува докторот или секоја мајка е информирана дека треба да го направи, неопходна е психолошката поддршка, па ако зборуваме за незината важност или она кое што треба да се обезбеди за трудниците и за родилките, исто така е дел од вашата работа. Така, тоа е во тек на бременост, нели, кога доаѓаат на самите психофизички подготовки, кои што ги вршиме, нели, акушерките, гинеколози, педијатриски сестри, анестезиолози и педијатри, кои што добиваат, нели, совети во текот на целиот тој процес на, така да наречам, едукација, со тоа што психолошката поддршка е една од најбитните. Зошто? Затоа што кога жената е смирена, значи, ако жената е запознаена што све следува, значи таа осеќа сигурност, не осеќа притисок дека не може да помине низ целиот тој процес од породување до постпородилниот период. Така да кога ќе ги припремеме ние пациентките дека тоа е нормален процес, дека тука сме за све што треба, дека тука значи секој поединечно може да има и индивидуален пристап ако е потребен, доли разговор нели со доктор. На крајот се сведува на едно породување кој што е со еден многу позитивен исход и кој што представува едно многу добро искуство како за жената, па така и за нас акушерките. Така е. Живееме во време во кое што информациите се многу подостапни. Ако зборуваме за идните мајки и за родилките, за оние кои што сакаат да се информираат во текот на бременоста, се разбира сето тоа преку релевантни извори и би требало да се зголемува нивото на информираност на мајките или на родилките. Каков е вашиот впечаток на ова прашање или по ова прашање со оглед на нели искуството со секојдневни или комуникација со секојдневни трудници или бремени жени за тоа колку се информирани за она што го живеат, го доживуваат, го очекуваат, дали имаме добро ниво на информираност? Така, значи, секако има добро ниво на информираност, како што кажавте, значи, новите генерации, значи, трудниците имаат пристап, нели, до самиот интернет, до информации во однос на бременост, породување и постпородилен период. Меѓутоа, сите тие информации не значат дека се релевантни. Затоа, еве, мој совет е да и воочам дека треба да веруваат на советите кои што се дадени од стручни лица. Секој совет кој што ќе биде најден на тие интернет нели платформи не значи дека е безбеден за нив како трудници и за нивните деца и тоа би кажала дека треба да се потпрат на советите од стручните лица. Да. Се соочуваат ли со заблуди, поточно вие преку нив дали се соочувате со заблуди поврзани со бременост и во денешно време? Дали се уште ги има и дали можеби ги споделуваат? Така, дел од нив ги споделуваат со тоа што не мислат дека секое нормално породување треба да биде многу болно. Или втората опција е дека треба да се породат со царски рез затоа што ќе биде полесно раѓањето. Или да се одбере како опција за завршување на самата бременост.
Јас би кажала дека секоја бременост, секое породување е индивидуално кај секоја пациентка. Каде што еве, нели на нашата клиника многу пати во претходните емисии сме спомнале, дека најдоброто породување, ако имаме услови, е нормално физиолошко породување, не тоа да се заврши со царски рез, едино ако нели има индикација за да биде завршено. Тоа е да биде загрозено и плодот и мајката. Болките во денешно време, еве нели на клиниката има можност за безболно породување во договор со гинеколог и анестезиолог, кој што верувајте дека имаме многу позитивно искуство, дека жените раѓаат, тие се многу задоволни и оставаме на тој начин еден впечаток за едно безболно породување со добар исход и многу добар период нели кој што ги памни жената во текот на животот. Да. Ќе се задржиме можеби уште малку на постпородилниот период, особено важен за мајките, но и за добрата здравствена состојба на новороденчињата, кога мајката е, да речеме, прилично изнамоштена од самото пораѓање, без разлика дали било природно или со царски рез, сепак треба време за одмор, но истовремено и возбуда која што нели е некако природна во тие денови. Грижата за новороденчето ја дава самата акушерка, но и тоа кое што треба мајката да го знае во тие денови или во тој момент. За постпородилниот период или тој процес кој што е дел од секојдневната ваша работа, што е она кое што би било интересно и за нашите гледачи или за оние кои што се идни мајки, што е најважно во постпородилниот период, колку тој трае или дали е тоа индивидуално во смисла на прилагодување кон нели таа нова состојба и фаза во животот и што е она кое најмногу е добродојден совет и препорака за идните мајки. Така, значи, уште на самите часови за психофизичка подготовка, значи, тие имаат час кој што е исклучиво со педиатриска сестра, каде што добиваат совети за негата на новороденото, исхраната на новороденото, значи доењето, нели, поволностите на доењето, како за самата вакцинација, нели, и позиции на доење. Постпородилниот период кај секој е различен. Од типот колку самата жена ќе биде подготвена. Мада во денешно време значи имам повеќе пациентки кои што имаат нели постпородилна депресија, меѓутоа тоа со разговор на доктор и со разговор на стручен тим кој што го има нели на клиниката кај нас, се доведува на минимум, се со цел да и се олесни емотивно на пациентката дека таа е способна, дека не е сама, дека тука покрај неј се дали партнерот, дали сопругот, дали дел од фамилијата, за да може да се справе од кога ќе се отиде од кај нас, нели, од клиниката. Додека се хоспитализирани на оделот Puerperium, значи овде добиваат совети и помош за доење, за нега на новородено, за бањење на истото, значи за нега на папче на новороденото, така да што се трудиме при самиот испит мајката да нема дома прашања како треба ова да го направам. Затоа медицинскиот персонал кој што работи на тој одел, работи со секоја пациентка индивидуално и помага таму каде што треба. Понекогаш имаме пациентки кои што се повеќе ротки и го имаат поменато цел тој процес, па не бараат многу внимание и посветеност, освен одредени прашања кои што сакаат да ги знаат. Едукацијата особено важна за можеби оние трудници кои што за прв пат нели ќе бидат мајки и се разбира она што е важно кога имаме одредено или добро ниво на едукација, цела работа или цел тој процес се одвива полесно. Тука особено важно и ова кое што го споменавте во однос на таа едукација од страна на акушерките на гинекологија, односно на клиниката за гинекологија и акушерство. Ако зборуваме за напредокот на технологијата, па и во медицината и улогата која што ја има, како тој влијае или дали влијае врз вашата работа во однос на тие медицински практики, тоа кое што се применува, што исто би требало да биде поулеснително и во контекст на работата на акушерките, иако тука има еден значаен дел на човечка работа или нешто што не е дел од технологијата, но сепак за другите нешта може би и малку полесно. Така, значи, новите технологии не возможуваат по безбедно следење на мајката и на новороденото. Тоа што не можеме ние да го ведеме од надвор, значи не го диктира тоа, нели, еве кај нас барем.
во родилна сала, би го спомнала ЦТГ апаратот или кардиотокографот, каде што во исто време се мониторираат срцевата акција како кај мајката, така кај новороденото и според тој запис се оценува состојбата како кај мајката, така и кај новороденото. Меѓутоа, акушерската работа, пак ќе кажам дека овде човечкиот фактор мора да биде присутен. Ипак, нели, барем толку технологијата не е напредната за да може да замени акушерка или акушер. Мада и со тие апарати, работат обучени специјалисти, доктори, кои што еве и помагаат или ја водаат трудницата низ цел тој процес за безбедност, нели, од 36-та недела гледање на ехо, мониторирање плодови води, кој што многу им помага, нели, за самата диагноза. Меѓутоа, еве и на нас во однос, нели, на позиции, на следење на плодот на мајката во текот пред породување и во текот на самото породување. Споменавме денешниот ден, еден ден во годината кој што се посветува на оваа значајна професија и каде што нели малку повеќе изборуваме, се потсетуваме, но и ја подигнуваме свиста. Дел од граѓаните кои што ги сретнавме на анкетата рекоа дека барем нивниот впечаток дека не е доволно вреднувана професија во однос на значењето кое што го има. Па кое е вашето мислење за вашата професија еве на овој ден, дали е доволно предпознаена и вреднувана во општеството? На жалост, се уште не. Меѓутоа, совеста почнува да работи, така да ви можам да кажем да пред некоја година во тимот за работење на протоколите или ревидирање на истите е вклучена и акушерка. Значи, не се само гинеколози и акушери, него како дел од тимот е вклучена акушерка, што сметам дека е значителен почеток за нештото да добива вредност. Така да се надевам дека во текот на годините или во поскоро време би биле вреднувани и би биле почитувани оноку колку што стварно заслужуваме. Да. И јас тоа ви го посакувам, се разбира, се во интерес на професијата и значењето кое што го има истата. Споменав дека сте председател на акушерската секција, која што е дел од Сдруженијето на акушерки, па би било добро еве да искористиме оваа прилика да споменеме малку за активностите, работата на Сдруженијето или конкретно на секцијата, што тоа значи и што е она кое меѓу другото би требало да биде приоритет за развој на акушерството, што верувам дека е на Сдруженијето и можеби за некои идни перспективи и тоа кое што го планирате во однос на и развивање на професијата, но и добивање на нејзината важност. Така, значи за развивање на акушерството најпрво би сакала да кажам дека треба да се обезбедат подобри услови за работа за акушерките, да имаме континуирана едукација и да имаме зголемување на кадрот. Во однос на Националното здружение, ние како секција при Националното здружение за медицински сестри и акушерки, значи организираме едукации кои што се многу битни за нас, затоа што со самата едукација ние ги подигнуваме или ги зголемуваме нашите компетенции, имаме полесен начин за справување во несакани ситуации, значи кога веќе ако не работиме, ја губиме рутината. Вака со самите работилници кои што се организираат, со самите, еве, не знам, дали претходно во претходната емисија спомнав дека имавме едукација благодарение на грчката амбасада која што беше финансирано од амбасадорката Софија за 20 акушерки кои што имавме предавања онлайн, меѓутоа бевме и на практична настава во Птолемоида на Универзитетот на Западна Македонија, каде што сите се стекнавме со полагање и со европски кредити, каде што работилницата беше нешто што еве за прв пат после толку години, јас од кога сум вработена на клиниката, а и претходно, едино мислам дека во 2009 година беа колешки на едукација во Ројал Коледж во Лондон. Среќата и исполнетоста кај моите колешки, како и ја дел од истите, беше неизмерна. Пристапот и ценењето на акушерка во Грција, барем на универзитетот, беше нешто што
Вие можете, вие требате и вие сте тие. Да. Значи работете на себе, продолжете. Да. Едно признание. И признанието си доаѓа само по себе. Пошто пак ќе кажам дека една голема благодарност на една акушерка е тоа што знае дека со своите компетенции, со своето знање, таа допринесува до едно безбедно породување и здраво новородено. А сето тоа не води кон една здрава нација. Така, и тоа е најголемото професионално исполнување кога зборуваме за оваа професија. Го одбележуваме денешниот ден токму за тоа и верувам дека ете и овој наш разговор или да речем оваа порака која што ја испраќаме се во интерес на зголемување на свеста за професијата акушерство и ќе придонесеме во она кое што е цел и глобално, бидејќи се одбележува во различни земји ширум светот преку едукативни настани, кампањи кои што се организираат и сето тоа со иста цел. Верувам дека во таа насока одат и активностите на Сдруженијето, настани и случувања кои што ќе ги имаме во идниот период со цел да некако го допреме до пошироката јавност. Ви благодарам, Сања, за вашето гостување. Нека ви е среќен денешниот ден на вас и на сите акушерки во нашава земја и се разбира се гледаме во следна прилика со сите и новитети, но и интересни нешта кои што се дел од вашата работна секојдневие. Така, ви благодарам на поканата.